година имаме многу минимално зголемување на цената, тоа значи 5,96 ќе биде предложена цена за зголемување и тоа ќе биде просечно зголемување крај домаќинствата на целата територија, каде што се снабдуваат од СМ снабдување. Инаку, знаете дека во град Скопје, освен СМ снабдување, имаме уште две компании кои што спорачуваат на помали системи топлинска енергија, тоа е СМ енергетика, каде што покачувањето ќе биде 5,18% и имаме една нова компанија, тоа е бивша Север снабдување, сега се вика компанијата Energy Ecolink и кај неа ќе имаме покачување од 3,65%. Ова е помалото покачување затоа што компанијата од ова есен ќе почне со когенерација и со тоа ќе има намалени трошоци за производство на топлинска енергија. Месечно граѓаните ќе плаќаат околу 140 денари повише. Ние сме пониски во однос на Белград за 41%, во однос на Лјубљана за 34%, Сарајево 19,2% и така натаму. Сакам да кажам дека ова практично е дел и како субвенционирана цена за граѓаните, за да може да не се осипува системот кој што е граден за таа намена. Бидејќи субвенционираната електрична енергија возможуваше во еден период да се греете на инвертор и да ви биде поевтино. Меѓутоа сега тие заеднички сметки ги плаќаат сите станари. Сега може да се исклучи секој од системот, меѓутоа треба да докаже дека со новиот систем кој што ќе го применува ќе биде поефикасен и нема да го наруши снабдувањето на топлина и електрична енергија во системот. Бидејќи многу од зградите кои што се градени порано и не можат технички можности немат да се помине кон грејење со електрична енергија, бидејќи инсталацијата тоа нема да го издржи, па ќе имаме проблем во дистрибуцијата на електрична енергија. Има постапка доколку со елаборат се докаже дека тоа е се можно. Меѓутоа и загубите на електрична, односно топлинска енергија кај куќите, знаете дека куќите имат најмалку 4, ако не и 6 зидови со тавани под, каде што загубите енергија се многу поголеми отколку кај колективните згради, каде што имате 2 или најмногу 3 отворени фасади, додека од соседите и од згори и од оздоле секогаш температурната разлика е многу помала, загубите енергија се помали.